55 пратеници со своето гласање за одлучија спортските обложувалници и казината да се оддалечат 500 метри од училиштата. Што ќе значи тоа за спортските обложувалници и за казината, што ќе значи за приредувачите на игри на среќа, односно каде ќе одат над 10.000 луѓе кои што се вработени во овој сектор. Горан Стојменов од АПИС е мој денешен гостин. Ќе разговараме за ова, но и за повеќе теми поврзани со законот кој што беше донесен во собранието со 55 пратеници од 120 кои што ги имаме во собранието. Добре дојдовте во студиото на Еденон. Ви благодариме за поканата и добре најдов. Дали го очекувавте овој исход? Вие имавте обид неколку пати низ последниве години, бидејќи претходно имаше обид да се донесе овој закон, да ги убедите 120 пратеници, но и граѓаните дека не е добар законот. Очигледно не успеавте да ги убедите пратениците. Што ќе правите понатаму? Како што кажавте, вчера на пленарната седница во собранието, овие скандалозни противуставни измени беа изгласани од страна на 55 пратеници присутни во собранието, со тоа што се остварија нашите наводи и нашите апели кои што веќе година дена ги истакнуваме и по медиумите, организиравме и протест пред собранието и ред други активности, дека определена група на пратеници исклучиво само за предизборни калкулации и добивање на гласови се дрзна да остават 10.000 вработени колку што има во секторот за игри на среќа на улица. Бидејќи овие противуставни скандалозни измени, тоест дистанцата од 500 метри се става клуч на оваа индустријска гранка. Да, го кажавте тоа неколку пати, сега што ќе се случува, бидејќи практично на телефон ќе ги имаме сите достапни, ќе ни бидат на сите овие игри на среќа, ќе им бидат достапни на најмладите, ќе им бидат достапни и на највозрасните. Во принцип на телефон, како што е трендот во моментов, седат и најмладите. Каква контрола е ова според вас и мислите ли дека ќе биде долготрајно решение, бидејќи ако збориме дека ги заштитуваме младите, од оваа страна имаме никаква заштита на интернет? Целосно сте во право и овој факт го посочувавме цело време како би го презентирале на граѓаните да им посочиме дека овие предлог измени во ниту еден случај не беа изготвени и донесени за заштита на малолетната популација во Македонија, туку единствено за бизнис интереси поврзани со определени пратеничка група. Од тие причини сметаме дека е нелогично да во исто време се донесува измени на законот со дистанца од 500 метри на објектите за игри на среќа од образовните институции, а во исто време се организираат 4 нови друштва за организирање на онлайн игри на среќа, од кои што, како што знаеме, во денешно време интернетот е достапен за секого и секаде, па од тие причини нелогичноста произлегува од овие факти. Стојменов, зошто чекавте да биде донесен законот, па потоа да најавите протести? Зошто тоа не го сторивте унапред, кога веќе гледавме дека на Комисијата за европски прашања веќе се носи овој закон, а знаеме дека со европско знаменце сите закони одат брзо? Ке сакам да ве поправам. Точно од 7 февруари 2023 година, од кога владата овие скандалозни и противуставни измени ги прати во собранието, сме активирани, а и пред тоа со наши писмени барања и до владата и до Министерството за финансии како институција која што ги состави, а и ги предложи овие предлог измени, баравме да како асоциација на приредувачи на игри на среќа во автомат клубови, заедно со Асоциацијата на спортски обложувалници, преку наши представници, бидеме дел од донесувањето и составување на евентуални измени на законот за игри на среќа. Да, но не беше тоа прифатено од страна владата и сега откако влезе во собраниска процедура, вие најавувавте дека ќе има масовни протести доколку се донесе законот. Зошто тоа не го направивте претходно?
Имавме протест во текот на 12 јануари со блокада пред собранието. И претходно имавме определени активности и протести пред собранието со тоа што него попречувавме сообраќајот во главниот град. Значи цело време сме активни и сакаме и на пратениците и на граѓаните да им ги посочиме фактите дека овие измени во ниту еден случај не се за заштита на малолетната популација во Македонија, туку исклучиво само за определени бизнис интереси. Во ниту еден случај не може дистанцата од 500 метри и затварањето, што е неминовно имајќи во предвид демографската карта и поставеноста на нашите градови, бидејќи објектот со дислокација од едно училиште се доближува до друго и е неможност да овие објекти да функционираат во градските подрачји. Со тоа се остава простор за повторно да се врати, бидејќи имаме примери од претходно, да игрите на среќа се организираат нелегално и истите одат во нечии приватни џебови приходите од овие игри. Да, имате ли некаква пресметка направено колку од актуелните објекти ќе останат, а колку би можеле да отворите нови? Над 90% од актуелните објекти ќе мора да се затворат, имајќи ги во предвид оваа дистанца која што беше донесена со предлог измените. Имате ли некаква информација колку би можеле да отворите нови, односно колку има раздалеченост поголема за да можете помеѓу едно и друго училиште да има простор да отворите? Во моментов немаме точни и конкретни податоци, меѓутоа од општите што се правени со помош на Google во градските подрачја, па поготово во помалите градови, тоа е невозможно. Имајќи во предвид дека во централното градско подрачје се сместени и средни училишта, и основни, и други образовни институции. Колку од над 10.000 вработени ќе останат на улица? Сите 10.000 вработени ќе останат на улица од причина што со затварањето на објектите не сме во можност да издржиме и да ги сносиме тие трошоци за вработени. А имате ли пресметка колку пропратни индустрии би можеле да бидат пропаднати, односно да имаат некаква импликација од ова што се случува во моментот? Импликацијата, значи директно во индустријата за игри на среќа, зборам и во автомат клубовите и во спортските обложувалници, имаме околу 10.000 вработени. Индиректно, кои што зависат од оваа индустрија, е од 34.000 до 50.000 работни места кои што допринесуваат и имаат бенефит од индустријата за игри на среќа. Сакам исто така и да посочам дека и за време на корона, за пандемијата со корона, и спортски секторот игри на среќа не отпушти ниту еден вработен, исто така ниту една плата не беше намалена. А треба да се има во предвид фактот дека овие објекти беа затворени 3 месеци без воопшто да работат. Со тоа сакам да кажам дека станува збор за едни општествено одговорни компании кои што се грижат и за своите вработени и за интересот на граѓаните. Фактот дека 500 метри е подкрепен со образложенија дека малолетната популација со гледање на излозите на овие објекти има можност да стекне зависност од игри на среќа е сосема непоткрепено со ниту еден стручна експертиза, со некоја анкета направена, дали од страна на Министерството, дали од страна на некој друг надлежен орган, каде што ќе се види дали таа популација која што ја наведува дека е критична и дека стекнува вакво, кој процент бил во контакт со игрите на среќа, како бил во контакт, дали тие светлечи реклами и тоа стварно предизвикуваат, тоа е во целост неосновано. Да, дали се обидовте да им го кажете тоа и сега и ви останува уште една, односно уште две опции ви остануваат, но една е актуелна, дали имате некаков глас од Стево Пендаровски, што ќе прави председателот, рече дека нема го потпише законот, но сега се уште се нема изјаснето што ќе прави. Јас вчера во текот на вчерашниот ден се обидов да побарам став од него, кажа дека ќе каже откако ќе го разгледа законот. Така е,
Претходно од страна на председателот Стево Пендаровски имаше изјава дека овие предлог измени истиот нема да ги подпише, да го подпише указот за донесување на овие предлог измени, со тоа што во текот на вчерашниот ден беше лиферувана и некоја информација дека откако ќе се разгледаат од страна на кабинетот на председателот, ќе се искочи со конкретна конкретен предлог дали истиот ќе го подпише овој указ или не. Да, но вие немате никаков контакт со него како асоциација? Како асоциација на приредувачи на игри на среќа и асоциацијата на спортски обложувалници бевме на прием кај господинот Стево Пендаровски во текот на април 2023, каде што остваривме една конкретна средба, ги кажавме сите наши факти дека колкав број навработени број оваа индустрија, дека партиципираме во буџетот на Република Македонија со над 280 милиони евра, кои што процентуално во однос на буџетот кој се донесе за 2024 е 5%. Сите овие наши наводи беа истакнати во пред председателот на нашата средба и верувам дека изјавата која што беше дадена пред некое време дека овој указ нема да го подпише, се дел има и оваа средба каде што ги образложивме сите наши наводи. Велите противуставен закон, кој ви се адутите за предуставниот суд, секако доколку дојде до там? Предуставните нашите факти за предуставниот суд да го оспориме овие предлог скандалозни измени на законот е пред се, бидејќи суставот е загарантирано правото на стопанисување и никакви ограничувања, па од тие причини со вакви ограничувања од 500 метри на објектите, истите се косат со одредбите на уставот. Колку од овие простории кои што ги имате заземено сега како спортски обложувалници, како казина, како приредувачи на игри на среќа, ќе останат празни, односно дали имате некаква бројка колку се во сопственост на обложувалниците, на приредувачите на игри на среќа, колку се под кирија и колку би останале празни, затоа што секако имате сигурно закуп поголем од една година? Најголемиот дел од овие објекти се под закуп. Закупите се најголемиот исто дел се над отприлика 10 годишен период за закуп, бидејќи лиценците кои што се издаваат од Министерството за финансии се во време траење од 6 години и затоа закупите се зимаат плюс 4 години како за некоја сигурност дека по истекот на 6 години нема тој закуп да престане, имајќи во предвид дека конкретно ќе зборам за објектите за приредување на игри на среќа во автомат, клубови, казина, во истите објекти се вложени огромни суми на пари, бидејќи согласно одредбите од Законот за игри на среќа и документите кои што ги бара Управата за јавни приходи, за да еден објект му се додели лиценца за организирање на игри на среќа, треба да исполнува определени услови во однос на квадратура, во однос на вентилација, во однос на електрика и сите овие вакви. Така да сите објекти се прават од корен стриктно за оваа дејност. Така и кои ќе ви бидат вас следните чекори доколку не успеете да ги убедите? Еве имаме пример најблизок во Албанија, после неколку години се врати законот, односно го повлекоа она што значеше затварање на приредувачите на игри на среќа. Токму така. Место како држава да ги користиме негативните примери, поготово на нашите соседи, каде што де факто Република Албанија ги затвори игрите на среќа после 4 години. Лично премиерот на државата искочи и кажа дека за овие 4 години буџетот е намален за огромен процент и во однос на организирањето на игри на среќа на црно процентот е многу зголеман. Од тие причини се укина овие одредби. Истиот пример беше и со Грција. Самите знаеме дека долго време во Република Грција не беше дозволено организирање на игри на среќа. Во моментов тие организираат игри на среќа и на територијата мислам дека имаат повеќе од 36.000 апарати за игри на среќа. Зборам од дејноста ние што извршуваме. Најсвеж пример е од јануари или февруари 2023 кога во Лихтенштајн
кралството се организираше референдум на кој со висок процент од 72% граѓаните се изјаснија дека се против затварање на објектите за игри на среќа, имајќи во предвид дека државата остварува огромен прилив на Би се обиделе ли пари. вие со референдум тука во Македонија? Би се обиделе. Меѓутоа, референдумот не е алатка за измена на законските одредби. Целиот проблем е што од страна на државата, пред се од Министерството за финансии, подоцна, не ни беше дозволено активно да се вклучиме со наши представници, со наши предлози, со конкретни факти за да се донесат едни издржливи и правилни законски измени на одредбите. Ќе посочам. Не ќам јавноста да биде погрешно информирана дека ние како приредувачи на игри на среќа сме против измените на законот за игри на среќа. Првенствено ќе кажам за досегашниот закон за игри на среќа, слободно ќе кажам дека може да биде пример како треба да изгледа еден закон и уредување на оваа индустрија и за поголем дел од европските држави, имајќи во предвид дека во Македонија имаме 24 часовен мониторинг од страна на управата за јавни приходи врз основа на игрите на среќа. Колку се извршени уплати, колку исплати, комплетно имаат увид во секој момент во системите на приредувачите на игри на среќа. Понатаму, во однос на заштитата на малолетната популација, исклучиво влегувањето во овие деловни просторија со лична карта. Наводите, тоест од страна на владата и од страна на Министерството не беа никакви конкретни наводи, истакнати и факти зашто се носат овие измени. Ќе ги наведам дека за да бидете да уплатите и да примите исплата од страна на приредувачи на игри на среќа, вие мора да приложите лична карта. Тоа е Да, тоа особено услов. се случи со данокот од како беше. Така е и со данокот Воведе. кој што се воведе, значи за секоја исплата вие имате определен даночна основа која што треба да се исплати. Па од тука дека малолетниците им се лесно достапни овие објекти и дека имаат можност да ги користат услугите на овие објекти се косат со сите нормални факти со кои што располагам. Останаа глуви на нашите барања и владата и Министерството за финансии. Со писмен допис од страна на Министерството за финансии во текот на ноември 2022 бевме известени дека во тек се подготовка на предлог измени и дека ќе ни информираат како активно би се вклучиле со наши предлози и забелешки. До тоа не дојде, како што посочив и преска, на 7 февруари 2022 година првпат дознавме кога владата овие предлог измени ги прати, поминаа на владина седница и беа пратени во собранието на понатамошна постапка. Фактот дека овие предлог измени се само позадина за да се остваруваат определени бизнес интереси е ставањето на европско знаме на овој закон. Ниту една европска регулатива. И таа дури што е наведена како основа за донесување на овие предлог измени, воопшто не предвидува ништо поврзано со секторот игри на среќа. Туку со користење на европското знаме, кое што знаеме што значи скратување на постапката, прескокнување на определени комисии во собранието, ставање на овие измени само на Комисијата за европски прашања, говори фактот дека пратениците и подносителите на овие скандалозни и противуставни предлог измени беа цврсто решени да ги донесат по секоја цена. Но факт е дека 109 пратеници оставија внатре картичката за да направат кворум. За да се донесат овие 55 пратеници да го донесат овој закон. 109 пратеници беа оние кои што ги оставија внатре картичките за да се донесе овој закон. Тие пратеници, дали мислите дека би можеле да ги тужите понатаму во некоја постапка, бидејќи Министерството вас ви имаше оставено простор и минатата година, чинам, да добивате нови лиценција, сега, откако ги имате дадено тие пари, се разбира, ви ги укинува на некој начин?
објектите. Ќе посочам на фактот и дека во Комисијата за европски прашања беа доставени амандмани кои што со определени калкулации и задни намери со прекинување на седницата, продолжување, доведување до крај, до истекот на работното време на собранието, не дојде и главниот амандман кој беше предложен за да се смени метражата на дистанцата од 500 на 200 метри. Исто така, треба да се посочи фактот дека во текот на вчерашната седница од страна на претениците имаше предлог да оваа точка се извади од дневниот ред, меѓутоа не се прифати тој предлог. Така да, според нас, сметаме дека ова се чисто лични бизнис интереси на определена пратеничка група која што има намера да стави своја рака и на овој бизнис, тоест на оваа индустрија. А бизнис интересите веќе ги имаат повеќето кажано со име и со презиме кои што обвинуваат за бизнис. Тоа го знаат интереси, јавноста, така да тоа е веќе достапно. Не ми одговоривте на прашањето дали ќе се обидете да тужите некого бидејќи министерството ви издаваше лиценција минатата година. Се разбира, покрај тоа што ќе се обидеме, овие измени кои ќе влезат во сила, доколку влезат, се извинувам, пред се ќе ги оспоруваме пред Уставниот суд, а воедно ќе бараме огромни штета да ни се исплати од страна на Министерството за финансии како давател на овие лиценци, од причина што бизнис проекциите за добивање на една лиценца, за оформување на еден објект за игри на среќа не се задоволуваат од периодот од 6 години. Тоа се долгорочни планови, бизнис планови, така да со вештачења, со проценки, која штета пак ќе падне на грбот на граѓанинот. Ќе се надоврзам на ова. Проблемот во Македонија е што немаме свест за одговорност. Никој нема да понесе после година дена, 2 или 3 одговорност за ова што се превзема и што се уништи една комплетно законска индустрија, која што вработува 10.000 вработени, која што придонесува во буџетот со 280 милиони евра годишен приход, да останат на улица и последиците кои што ќе бидат на товар на граѓаните како тужби за надомесна штета, за се да ги понеси и да каже ние сме одговорни, ние ќе ги надоместиме. Така, не случајно го споменав тоа дека и предходната власт, односно пред да се распишат последните парламентарни избори, имаше обид да се донесе овој закон. Еден актуелен владен функционер тогаш беше пратеник, па го прашав зошто го носат овој закон. И ми рече, па добро, нека си направат град како Лас Вегас, тоа беше во неформален разговор, нека си направат град како Лас Вегас и таму нека бидат сконцентрирани сите приредувачи на игри на среќа. Мислите ли дека тоа некако изводливо во Македонија? Тоа, мислам, согласно нашата ситуација и во однос на државата и се, такви некои наводи, имаше исто така и наводи дека за тие 10.000 вработени во секторот игри на среќа, дека државата ќе им најде вработувања, дека нема да останат на улица, тоа се, мислам, небулози кои што не би сакал воопшто ни да ги коментирам. Ќе направам само една компарација на ова во однос на вработувањата на 10.000 вработени во секторот игри на среќа, кои што представуваат де факто најголемиот приватен работодавец во државава, ќе го споредам со индустриските зони за кои што веќе десетина години слушаме се и се што се даваат невидени поволности во однос на земјишта, на објекти, ослободени од давачки кон државата, дури и државата придонесува во однос на давачките за вработените со определен процент, има вработени 15.000 вработени. Така да дека државата ќе најде преку ноќ 10.000 работни места за овие луѓе што ќе останат на улица, мислам дека се смешни. Ви благодарам на гостувањето. Ви благодарам за поканата. Вам почитувани, ви благодарам на вниманието со кое не следевте.